Колешке Ванчова, во вашето излагање рековте како опозиција дека ловиме ситни политички поени, ама јас свака ќе кажам, математиката е многу точна и екзактна наука, па сакам да ви прочитам неколку бројки, па потоа кога ќе контрареплицирате да ми кажете дали тоа е ситни политички поени. 16.867 вкупно сме имале заболени од COVID вирусот во Република Македонија. Активни моментално има 2078, а од прилика толку требаше да биде пикот. Починат имаме 705. 7 пати повеќе имаме заболени од предвидениот пик. Можете во вашите излагања да додавате епитети колку сакате. Ова се бројките кои што додека вие говоревте, јас ги проверив на Facebook кај министерот за здравство Венко Филипче. Ја лично не сметам дека опозицијата ако реагира на вакви факти или на вакви ситуации е ловење на ситни политички поени. Вие можете да се надевате дека 100 дена некој ќе ве остави на мира, ама јас вака ќе ви кажам. Додека се вакви бројките, додека секој од Савава или луѓето што се надвор тука ќе уклучат на агрегаторите на вести, Time Grid и слично и ќе видат дека поентата од денешната пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче е дека ситуацијата се влошува, нема да имате мир ниту една минута. Ние сме тука избрани од народот за тоа и ќе се бориме оваа ситуација или да престане или да се подобри. Така да морам да ве разочарам и да поентирам и да ви кажам дека немојте да се надевате дека некој ќе ве остава на мира, додека вашите бројки се вака катастрофални и додека сме лидери во регионот за вакви работи. И ова не е паушално тврдење, туку ве замолуваме, ако сакате да не ја оптоваруваме дискусијата, можам потоа да дојдам до кај вас, ќе ви покажам извори, па да видите еве денеска, само со денешниот број на заболени, како стоиме во регионот и дали добро се справуваме со кризата или не. И дали тоа според вас е ловење на ситни политички поени или е на работа која што треба да биде вака доминантна и во дискусиите и во вашите делувања. Ви благодарам.